Нешто повеќе од 11 милиони евра за нови учебници за годинава. Министерството за образование со рекорден договор ќе купува учебници за основно и средно образование. Барем вака стои во планот за јавни набавки за 2019-та, кој министерот Арбер Адеми го потпишал пред неколку дена. Станува збор за две нови набавки, што значи дека министерството би било меѓу најголемите потрошувачи на годишно ниво. Проценето е учебниците за основно образование да чинат 9,5 милиони евра, а оние за средно 1,5 милиони. И двете набавки во 4 очи се планирани во текот на мај и јуни годинава. Алфа се обрати до ресорното министерство и праша зошто договорот тежок 11 милиони евра се планирал без претходно објавен оглас. До почетокот на вестите оттаму не добивме одговор. Инаку ова не е прв случај МОН да склучува договори во 4 очи. Лани Алфа објави скандал каде министерството на идентичен начин склучило 27 договори вредни близу 7,5 милиони евра. На сите документи беше потпишан министерот за образование Арбер Адеми. Паралелно сумата за учебници е повеќе од половина од буџетот на Министерството за образование за годинава. Планира да потроши повеќе пари за учебници отколку за модернизација на училишта, студентски и ученички домови. Инаку за обнова на основни и средни училишта се предвидени 1,2 милиони евра, за набавка на интернет за училиштата и домовите близу 490.000 евра, исто колку и за опремување на лаборатории на основните училишта. Потоа за санација на мензата во студентскиот дом Гоце Делчев се предвидени близу 440.000 евра. Колку за подсетување, државата преку Министерството за образование платила вкупно 16 милиони евра за учебници, дополнителни давачки и работен материјал, покажуваат официјалните податоци од тендери објавени во 2016, 2017 и 2018 година.